Со поставување на камен темелник во близина на Штип денеска стартуваше изградбата на најголемиот ветерен парк во Западен Балкан. Со инвестиција од над 500 милиони долари, компанијата Alcazar Energy Partners ќе изгради 55 ветерници, со кои ќе се намалат штетните емисии, а истовремено ќе влијае и на цената на електричната енергија. Руководството на оваа држава е таа што нас не туркаше да ги завршиме работите побрзо. То денес ги поставуваме темелите на овој многу значаен проект со нашите партнери, кои што ќе изнесува над 500 милиони долари, ќе создаде 600 работни места, ќе обезбеди чиста електрична енергија за над 100.000 домаќинства и што е уште побитно ќе ги намали емисиите на јаглероден диоксид, што ќе значи. Според премиерот Христијан Мицкоски, оваа инвестиција е уште еден доказ дека Македонија прави гигантски чекори во економијата. Вели дека резултатот од 3,2% раст на БДП во првиот квартал ќе биде и надфрлен во вториот. Како влада сме сериозно посветени на економијата, бидејќи силно веруваме дека имаме огромен потенцијал и тој потенцијал кој што го имаме како влада, но и човечкиот потенцијал со кој што располага државата може да не одведе со гигантски чекори напред. И тоа го правиме. И такви се првичните индикатори од оваа година. За нас гигантски. За разлика од чекорењето наназад изминативе 7 години, изградбата на најголемиот ветерен парк во Западен Балкан е психолошки момент, со кој покажуваме дека како нација може да водиме големи проекти, но истовремено има директен и индиректен импакт во економијата, порача министерот за транспорт и врски и вице-премиер Александар Николовски. Директниот импакт е она што ќе се произведе и што ќе се продаде, кој што директно влегува во бруто домашниот производ. Но индиректниот е многу поголем. Не само низ изградбата во годините кои што следуваат пред нас. Не само во придобивките кои што ќе ги имаат трите општини, на чија што територија ќе биде овој ветерен парк, туку пред се за стопанството и за индустријата, затоа што светот оди напред, Европската унија правилата во однос на зелена транзиција ги постави и нема се врати назад од тие правила, а тие правила велат, особено во металната, во челичната индустрија, во индустриите кои што придонесуваат најмногу за нашиот бруто домашен производ, дека веќе од 2026 година мора да се користи зелена енергија. Ветерниот парк треба да биде изграден до 2027 година и ќе има животен век од 30 години. Ќе произведува околу 1 милион мегават часови, што се 20% од целокупното производство на електрична енергија во државата.